Почитувани граѓани, за жал или за среќа, 6 месеци бев дел од узурпираните институции на Никола Груевски. Уште повеќе за жал бев дел од едно министерство кое што тоне во криминал, тоне во злоупотреби на сите државни ресурси со кои што располага. Видовме со документи и со аргументи како фалсификуваат договори, како ги злоупотребуваат парите на граѓаните, како парите наместо кај земјоделците одат кај медиумите блиски на Никола Груевски, како земјиштето и пасиштата наместо кај луѓето кои што екзистираат од таа работа одат кај новинари кои што работуваат за власта. Видовме дека нити ги е жал, нити се секира за здравјето на животните, а камоли за здравјето на граѓаните кои што го доведува во прашање. Бев дел од едно министерство во кое што го разоткривме целиот криминал, сите нивни злоупотреби, сите малверзации. Но бидете сигурни дека за тоа што го направивме, за тоа што го обелоделивме, ќе одговараат и парите ќе ги вратат назад и во Македонија, и парите ќе ги вратат назад за граѓаните. Тоа беше нашата обврска. Меѓутоа, почитувани граѓани, тоа што бевме во министерствата не беше залудно. Покажавме дека со напорна работа, со денонокна работа, со многу труд и енергија и без селективност, дали некој се вика Оце Камшев или е газда на медиуми, дали е некој близок на фамилијата, дали некој работува со фамилијата. Не ме интересираше за кого станува збор, затоа што не должиме на никому поединечно, должиме единствено на овој народ, должиме да го ослободиме, да се избориме за правда, за демократија, за вистинските вредности, со неселективна и со безкомпромисна борба против корупцијата. Токму овие генерации ќе остварат и ќе освојат оваа битка. Затоа Никола Груевски доаѓа време токму на граѓаните, време на генерации со кои што договор нема, генерации со кои што пазар нема. Затоа ќе мора да одговараш и ти и целото криминално здружение од името на сериозни кривични дела. Причината е тоа што моите другари, Здравко и Владимир, утре имаат судење, им се суди за тоа што не го направиле. Ги го потребам зборовите на мојот ментор. Има два вида на луѓе. Едните се патки, а другите орли. Патките постоја да се жалат. Леле шефот, леле мајка ми, леле татко ми, жена ми, сопругот, децата. А вторите се орли. Ке се вивнат високо и ке го стогледаат пленот. Ако не им успее по првиот пат, ке се качат уште повисоко. Додека не им успее. Такви се моите другари. Решија да бидат орли и да не се помируваат со ситуацијата. Тие уште пред 5-6 години диагностицираа метастазираноста во ова општество.
Ама дури пред 2 години се освестивме поголем број на луѓе. Јас сум уверена дека овие белоглави орли овде што се ќе успееме во намерата на овие криминалци да им дојде крајот. Тие да завршат во Идрисово, а ние слободно да се шетаме, а не вака открадени од сите страни. Да немаме каде да се движиме. Една изјава на нашиот бивш премиер. Изјава во која тој сиротиот се пожали дека никој не му рекол фала Никола. На што фала ме да моја бака? Јас денес ќе му речам фала. Фала зашто не собра сите. Фала му што ми ве подари вам. Тој никогаш нема да ти го заборава, Николај. Ама нема да ти заборавам и други работи. Нема да ти ги заборавам медиумите. Нема да ти ги заборавам А1 телевизија. Нема да ти ги заборавам сите украдени медиуми. Нема да ти ја заборавам Тамара. Нема да ти го заборавам Мартин Николај. Нема да заборавам како ги малтретираше студентите и средношколците. Нема да ги заборавам соборците кои ги изгубивме попат. За сите ќе ни платиш, Николај. И евентуално кожата на баткот и Саше. Ние се бориме за правда и слобода во сите. Додека ти и Пикусот го браните Ајварот, ние ја браниме демократијата, Николај. Слободно да си играте со Ајварот. За другите работи ние ќе се погрижиме. Направите во собствената држава Вики, на протести против вас, да треба да се криеме од чапките на Чавков. Протести на кои ние треба да се криеме, а вие кои ни ја крадете државата 10 години и ја уништувате, треба да шетате слободно и уште да ни кажеме фала на крај. И тоа нема да ти го простиме, Николај. А сега до Пикусот. Ке му падам само 2 барања, зашто он брзо заборава, па ќе треба секој ден на едно по едно да го подсетуваме. Баравме целосно повлекување на аболицијата. Пикусен! И баравме твоја оставка. Оставка! 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 Апрел, утрешното судење на нашите соборци. Да ве подсетиме дека тие треба да бидат на слобода, а гадовите што ги браните во затвор. Како и секој моје браќање на Николај, до сега така и ова ќе го завршам се една строфа која ја напишала Југослав Петровски. Делото. Обресетел Николај, огледало ти носнам сега. Оти од ликот твој и одраз од бега. И го користам мојот дар да кажам нешто за голиот цар. И овде, пред овој народ збран, јас ти викам